е Викторија. Оваа последна епизода повторно се јавувам од канцелариите на Форум за образовни промени во Тетово. Морам уште на самиот старт да прибележам дека концептот на снимање на оваа епизода беше можне различен од тоа што на крај се случува тука денес. Именно имавме покането представник од професоријатот и од академската заедница на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што ние мислевме дека ќе биде релевантен говорник на темата која што имав замислено. Меѓутоа истото не се случи затоа што едноставно нашиот претпоставен гостин не се појави. Па така дојдовме до заклучок дека ние сме сами себе доволни и дека тоа што требаше да се дискутира, ќе се дискутира заедно со Бленди Ходаи, кој што е мој пријател и соработник. Меѓу другото е извршен директор на Форум за образовни промени, поранешен средношколски лидер, активист, човек кој што е познат како безвлакна на јазик, меѓутоа и човек кој што има прогресивни ставови, особено кога се работи за образовен систем, кога се работи за млади луѓе, младински политики и слично. Така што Бленди, ти благодарам што не дозволи ми пропадне оваа епизода, да ни пропадне оваа епизода. И се надевам дека преку дискусија ќе допреме до што повеќе млади луѓе, ќе ги инспирираме, што е и самата цел на овие подкаст епизоди. Ударно ќе ти поставам прашање затоа што чисто ме интересира твој поглед, иако сме го дискутирале ова неколку пати, ме интересира сега како стоиш, мислам кој е твојот став сега во моментов околу ова што ни се случува. Ни се случува тоа да наидеме повторно на една неодговорност од страна на авторитетите која се работи за наша покана. Зошто мислиш дека авторитетите, академската заедница и сите тие високи, еминентни ликови во образовниот систем, политичкиот систем и слично, едноставно не го земаат здраво за готово нашето време и нашиот труд, не го валидираат истиот и пристапуваат сосем неодговорно на нашите покани, на нашите иницијативи и слично. Викторија, фала ти многу прво за да продискутираме на оваа тема и фала на добрите зборови за мојот ангажман. Тоа што се случува во многу ситуации кога активисти, но исто така и лидери на студенти, на средношколци се наоѓаат во некоја позиција каде што се чувствуваат дека нивниот глас и нивните интереси не се слушаат од институциите, односно од тие што треба да ги слушнат при креирање на политики, има една долга традиција на тоа. И сметаме поради, да кажам, недоразбирање на некои концепти што тие не ги разбираат, но сепак се во тие позиции. Јас ќе кажам два фактори кои влијаат на тоа. Првото е што, за жал, не го разбират што значи да си во една позиција каде што треба да придонесуваш кон промени на многу процеси. Например, ако си министер за образование и наука, самото потекло на зборот министер е од латинско и значи дека си на служба на тие што ги представуваш. И кога си на службеник на тие, ти треба да земаш одлуки за нивниот интерес, што е најдоброто за нив. А не од друга страна тоа што се случи кај нас, што, например, во моментот кога некој ќе стане министер или во некоја друга позиција, се заглавува во тој концепт на супериорност, односно дека јас сум привилегиран тука, јас сум министр, јас ќе правам тоа што сакам и не ме интересира, например, што Викторија какви потреби има Викторија како студентка или некој друг какви интереси има. Тоа е еден од две клучните проблеми што произлегува поради, јас уште еднаш ќе кажам, поради недоразбирање на што значи да му служиш на луѓето што
ќе те избират на таа позиција. Се надевам ние за тоа работиме заедно, да се промени тоа, да имаме поодговорни луѓе и во академската заедница, поради тоа што да си професор не значи дека само треба да одиш на предавање, да предаваш и да објавуваш научни трудови, но значи повеќе, значи да менторираш студенти, да му помогнеш на нив да постигнат поголем потенцијал, но исто така значи да придонесуваш во општеството. Ако си прав интелектуалец, значи кога ќе се случи нешто лошо во општеството што обавезно ти треба да реагира за некоја неправедност, ти треба да реагираш, не да ќутиш. За жал, моментално и во академската заедница можеме упрси да ги броиме професорите што стварно се интелектуалци баш на правно разбирање на зборот, што би придонесувале во општеството и би реагирале кога нешто, некоја неправедност би се случила во општеството. И мислам дека кога имаме ваква ситуација и во академската заедница, но исто така и во институциите, нормално е дека нема да има таков напредок во општеството и во некои процеси, особено во образованието, на тоа што ние заедно се занимаваме преку Форум за образовни промени, но сепак има волја додека ние сме тука како Форум за образовни промени, ти си тука, Ардит, Веса и многу други. Се надевам дека за некои 4-5 години ќе видиме некој импакт од работите што ги правиме, се со цел да имаме поквалитетно, потранспарентно високо образование и поодговорни луѓе што водат со овие институции. Се согласувам целосно и морам да нагласам тука дека ова не се случува само еднаш, не се случува само сега. Ние сме имале мал милион примери во минатото, мислам да се случише сега, веројатно ќе прогледавме низ прсти. Као разбирливо е, ние сме сепак групација која што има сваќања, би покажала разбирање кон се, меѓутоа ова веќе некако, не знам, се случува се почесто и почесто, ние се одважуваме да викнеме луѓе кои што ние ги гледаме како ментори, ги на некој начин уважуваме нивните ставови, сакаме да чуеме што тие мислат и сакаме на крајот од денот да почувствуваме доверба од нивна страна. Ние сме, млада организација која што на некој начин во која што оперираат млади луѓе и нас искрено, мислам дека и тебе, на сите нас, зборувам во име на сите нас, на некој начин би ни значила довербата. Меѓутоа, се почесто и почесто наидуваме на неодговорност, на ветување од страна на професор, министер, не знам, било кој активен член од академската заедница, наидуваме на ветување дека да ќе се појави, дека да му значи тоа што ние действуваме во академската заедница, меѓутоа на крајот од денот не се појавува, не добиваме извинување за тоа, камоли причина зошто не се појавил. Според мене, Баш да те прашам, што имаме еден случај пред еден месец кога требаше да министерот за образование и наука Једон Шекири да потпише една декларација дека ќе се заложи и Јетон, но и кој да биде министер за образование и наука за интегрирање на студентските права, односно на повелбата за студентски права, што си авторка на тоа, да се интегрира во Законот за високото образование. Знаеш многу добро како тече процесот каде министерот воопшто не одговореше на нашето барање, поради тоа што тој беше ангажиран во изборна кампања. Така што како се чувствуваше ти како активист кога гледаш дека некој што треба уствари да поддржи такви иницијативи, воопшто не може да најде време или не може да најде место во неговите приоритети да се стави ова тема? Да, тука каже еден клучен збор приоритет. Искрено мислам дека ова е системски проблем. Не би навлегувала сега во именувања, не би навлегувала во актуелни или поранешни или идни политички структури. Мислам дека не се работи за политичката структура или гарнитура актуелна, колку што се работи за еден системски проблем и пропуст, а тоа е приоритетот. Во нашата држава младите луѓе, младинските организации, младинските групации никогаш не биле приоритет. Значи, апсолутно никогаш. И ние сите сме свесни, и јас, и ти, и сите членови на ФЕЧ, во еден момент од нашите
дејствување во рамки на организацијата сме дошле до заклучок дека дека е она држава во која што младинските политики и младите луѓе не се приоритет, еден од главните приоритети е држава која што изумира. Ние пред се како млади луѓе се бориме да станеме приоритет на политиката, на општеството, на академската заедница, а после тоа можеме сами да го трасираме нашиот пат. Ние сме на некој начин многу долу во самата хиерархија и наместо ние да дејствуваме и да ги вложуваме нашите сили кон на некој начин подобрување на системите во кои што функционираат во нашето општество, ние трошиме време, труд и енергија во издигнување на таа хиерархија. Значи, ние цело време се докажуваме дека да, млади сме, неискусни, меѓутоа имаме ставови кои што може да се употребат. На еден начин сакам да кажам дека имаме капацитети кои што се високо употребливи. Меѓутоа тоа никој не го распознава. Да, ма исто така на ова што го кажуваш има еден многу интересен дел што треба да се дискутира повеќе во јавноста, особено во делот кога за време на избори се слушува повеќе тие политички флоскули дека младите се иднина, младите се најважни, бла 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 and so on. Што се случува е што да, младите се иднина, исто така се и сегашноста, сите ги знаеме овие клише дефиниции што се младите, но кога било која политичка гарнитура ќе доаѓа на власт, ќе престанува со употреба на тие политички флоскули и воопшто не му дава можност на младите да се докажат колкав потенцијал имат во и владење и во делот на менаџирање на некоја голема иницијатива и процес што треба да го водат во државата. Така што има некаков се покажува тоа што го каже и ти, дека воопшто на дела се покажува дека не му интересираат да ги гледат младите како приоритет и како партнери во креирањето на политиките, но само ги користат кога му требаат гласови, поради тоа што знаат дека младите студентите имат направено големи протести секаде, каде што многу власти пропаднаа поради тие студентски протести. Гледат и знаат дека треба многу да бидат пазливи како да ги анимираат тие и за да гласат, така што ако правиме едно ретроспектива, ќе гледаме дека за жал и студентите и младите, политичките партии во нашата политичка култура ги гледаат како гласачко тело. Абсолютно. Не како една група каде што хетерогенна група каде што има многу потреби и проблеми каде што треба да се решат, туку само ајде да кажеме дека со овие ќе соработуваме, овие се наша иднина, без нив нема да имаме просперитет во државата, но кога гледаме во главни функции, ниту еден млад човек нема да биде во такви на тие институции да раковода да го покажат тој потенцијал. И не знам дали имаш чувство дека некогаш младите ги користат и како декорација. Декорација мислам, тотално се согласувам со се. Декорација, таргет и како го кажа другиот збор? Декорација, таргет, нели, гласачко тело? Гласачко тело, да. И политичка флоскула. И политичка флоскула. Да. Но никаде како приоритет, нели? А приоритетите, за разлика од тие други приоритети кои што се актуелни во сите политички партии долж целата историја практично, видовме што вродија со себе. Вродија неизвестност, вродија на некој начин тензија меѓу граѓанскиот сектор и меѓу политичкиот сектор и на крајот од денот вродија незадоволни граѓани. Да. На делот на приоритетот како например се перцепираат младите во државата, јас спомнам 2021 кога бев лидер на средношколците, имавме тие состаноци со владата и со Министерството за образование и наука за да се најде некој компромис за државната матура и се сеќавам на тоа што сегогаш кога се седнавме, првото што сакале да направат пред да почнеме да дискутираме за решења, дојде некој од PR
кабинет да сликат, за да објават во Facebook дека младите ни се наш приоритет, ние ги слушаме младите. Тоа завршува и после на состанокот никогаш не те слушава. Значи, тие единствената причина е што се чувствуваш тогаш е тоа што те поканат на состанок да те сликат за 2-3 минути, да му покажат на јавноста дека еве ги слушаме младите и после кога му кажеш окей, овие се наши, ова е проблемот што го имаме, ова решение го сакаме и ти кажат не можеме тоа да го направиме. И како тогаш јас сум твој приоритет, во јавноста тоа го кажуваш, а од друга страна ми викаш дека не можеме тоа да го направиме, не е моментот сега. Како не може да биде моментот да ги почитуваш моите интереси и потреби кога чекаш во секој момент да правиш слика дека ние ти ги слушаш моите потреби. Тоа е некаков сликата што перцепцијата како ни гледат политичарите, институциите ни гледат нас во оваа држава и не е случајно. Секоја година вие имате над 20 луѓе што ти работат во Макдоналдс, што ти работат во други места у Германија, у Швајцарија и треба сите да знаат дека тоа што секој млад оди и избега од државата е еден протест кон сите овие случувања што сме ги имале во оваа држава, да не кажам заробена држава. Така што и така треба да се сваќа од страна на политичари дека ова е буквално еден протест од нивна страна поради тоа што го користат да избегат и да протестираат кон овие случаи што сме ги имале. Така е, Бленди, се согласувам потполно. Мислам дека доволно продревме во проблематиката, меѓутоа сакам сега малце да ја свртам картата на попозитивна страна и да те прашам, бидејќи јас сум најновата принова во форум за образовни промени, ме интересира од каде волјата на ФЕЧ да продолжи со дејствување, да продолжи со работа, иако многу пати во историјата се нашла овакви ситуации непријатни сепак, многу пати била невалидирана како организација, многу пати била извадена од контекст, интерпретирана од секој од секого. Меѓутоа сепак стои тука, функционира, се одржува и влијае, допринесува. Од каде таа волја, од каде таа одважност? Тоа е поради фактот што во групата на активисти што работиме во форумот за образовни промени сме ангажирани на подобрување на квалитетот во високото образование и исто така на потикнување на одговорноста и отчетноста од страна на академската заедница и од универзитетите, доаѓа од тоа што ние веруваме цврсно на што се нашите вредности. И тие се никогаш во никаква, ниту една ситуација нема да видиш, но исто така и јавноста нема да гледа ситуација каде што ние ќе правиме компромис со нашите вредности. Тие вредности се да се бориме против корупција во универзитетите, да се бориме за квалитетно образование, да се бориме за исто така под дигитализација на државните универзитети каде се наоѓаат за жал во другите векови уште. И во оваа ситуација кога вие како една група на активисти имате конкретни ставови и тие ставови исто така и вредности се дел на твоето работење, воопшто не може да те влија ако на пример некој ќе се залага да те потценува како невладина организација. Заради тоа што ние го знаеме што сакаме да правиме, што сакаме да постигнеме и ние ќе продолжиме на тој пат се додека нашите барања, конкретни барања за ветинг во високото образование, за, како кажав, дигитализирање на услугите, на учењето во високото образование и многу други активности што цело време сме ангажирани, ќе бидат постигнати.
Значи, на тој момент ние веќе ќе бидеме горди на тоа што имаме постигнато како организација. Е важно да се спомне исто така дека можеби ние сме еден од единствените невладини организации во Република Северна Македонија што се ангажира во високото образование. Тоа ни е еден од најглавните цели, затоа што сметаме дека причината зашто имаме толку проблеми во општеството е токму поради образованието. Во една држава каде што нивото на квалитетот на образованието ти е во дното, е нормално ти да имаш проблеми со корупција, да имаш проблеми со да имаш неразвиен економски систем, да немаш исто така добар здравствен систем и така натаму. Поради тоа што луѓето што ти водат со државата излегуваат од овие институции. Во моментот кога од овие институции излегуваат луѓе што ќе бидат министри, премиер, пратеници, тие толку знаат да ти прават политика и ќе ти прават ова ситуација каде што се наоѓаме моментално, образованието во дното, здравствениот систем, ако имаме некоја епидемија, не пандемија, туку епидемија ќе колабира, економскиот развој сме најлошо во регионот во Западен Балкан, сите други држави се подобро од нас и ова е резултат на неквалитетно образование. За тоа ние се залагаме, иако луѓето сметат дека овие се досадни теми, не се, овие се многу важни теми, поради тоа што образованието ти е столбот на една држава и какво ти е образованието денеска ќе ти биде и државата утре. И ова поговорка е резултат на денешната ситуација со образованието и каде се наоѓаме како општество и како држава нормално во регионот. Ова ме потсети на причината зашто ја се вклучи во Форум за образовни промени искрено, без разлика што во самата организација работат луѓе кои што не секогаш и не целосно се совпаѓаат со ставови, пример јас и ти, многу често се случува да нашите ставови и погледи кон нешто не се на некој начин усогласат, меѓутоа тука не се ствара конфликт, напротив се ствара компромис во име на еден заеднички став кој што се, барем според мене, мислам дека се не држи заедно. А тој став е дека, повторувам, образовниот систем е извор и катализатор на сите промени во општеството, во нашето општество, во другите општества, во целиот свет. Значи, тоа е тој компромис, тоа е тој всушност заклучок до кој што ние сме дошле предходно, во нашите предходни кариери, како активисти и слично, и сега сме тука да го одбраниме тој став, без разлика на некои си други ставови кои што не се согласуваат. Тоа е всушност изворот на сите наши иницијативи, сите наши активности за кои што соработуваме и на крајот од денот секој диалог во Форум за образовни промени, без разлика дали тоа се случува во кафич, се случува во канцеларија или се случува тука на микрофон, се сведува на еден ист заклучок, а тоа дека трул образовен систем значи и труло општество, значи и трула иднина. Исто така, зашто е многу важно да се спомна за Форумот за образовни промени, пред тоа што не го истакнав, ама сега ми текна додека збореше. Што е, според мене, тоа што сметаме многу важно и здраво за една организација е луѓето да имаат тотално сосемо различни ставови. Но важно е вредностите, тоа што веруваме да бидат исти. Во моментот кога ти имаш исти вредности како тим, но во меѓувреме тимот има различни ставови како да се постигнат и како да се зачуваат тие вредности, таму е, да кажем, формулата за успех како невладина организација за да адресираш многу проблеми. Поради тоа што не правиме компромис со нашите вредности, но правиме компромис со нашите ставови, заради тоа што на крајот на денот ние сакаме да најдеме начин како можеме најефикасно да постигнеме на нашите цели и да ги зачуваме нашите вредности, а тогаш нормално е поради таа различност на мислење имаш успех како организација во адресирање на многу проблеми во општеството. Така е, Бленди, ти благодарам што несебично ја прими и прифати мојата идеја
И мојата желба да не пропадне последната епизода практично. Се надевам дека оваа епизода, како и сите останати, ќе допре до младите луѓе, ќе ги инспирира, ќе ги мотивира и ќе ги на некој начин убеди дека и без разлика на тоа што многу пати должнивните млади животи ќе најдат на затворени врати, сепак има една или две врати што се отворени за нив. Така што потрагата по тие врати нема да кажам дека е лесна, меѓутоа е известна. Може би гостинот или гостинката што ни беше предвидена не се појави, меѓутоа дискусијата и диалогот кој што ние тука на некој начин успеавме да го развиеме, мислам дека е многу продуктивен, прогресивен и дека оди во прилог на сите млади луѓе кои што, пак ќе кажам, на секојдневно наоѓаат на затворени врати за еден ден да најдат на отворена врата. Фала ти. Фала ти, Вики. На крај би сакал една порака до сите тие што не следат како форум за образовни промени во изминатите 2,5 години од тоа што функционираме. Ќе се фокусирам на камерата за пораката. Е многу важно за тоа што ние го правиме да имаме што повеќе луѓе да ни се приклучат, така што don't complain but join us, се со цел да можеме да ги адресираме тие проблеми што сметаме дека треба да се решат, заради тоа што проблемите не може да се решат преку критики во кафе, туку може да се решат само додека вие како млади, како врсници, ќе бидете ангажирани и ќе придонесете во општеството се со цел да се решават многу проблеми и да одиме напред како држава, поради тоа што промената никој нема да ни го дојде, да ни го даде туку така само ние можеме тоа да го правиме.